5 месеци гратис мандат за градоначалниците и советниците од политичките партии. Ова начелно било договорено вчера на средбата кај председателот на собранието Талат Џафери. Партиите се договорија дека од исклучителен приоритет за Република Македонија е постигнувањето договор за донесување на предлог закон за изменување и дополнување на изборниот законик, со кој одржувањето на локалните избори ќе биде предвидена за првата половина во месец октомври, а мандатот на сегашните градоначалници и советници ќе биде продолжен до изборот на новите членови на советите и градоначалниците. Ова според ЗЕЛС е логична одлука, зашто според нив мандатот на градоначалниците завршува во оној момент кога ќе се избере нов. Ние сме овластени лица и може да се избрише само во моментот кога ќе се избере нов градоначалник, кој што со уверение кој ќе го приложи во централниот регистар, ќе биде запишан претходниот и ќе биде запишан наредниот и ќе биде избришан претходниот. Но и покрај ова, од денес градоначалниците немаат право на подпис, со што е доведен во прашање начинот на функционирање на општините. Токму и поради ова, ЗЕЛС бара итно решавање на ситуацијата. Ние, како ЗЕЛС, за да бидеме сигурни и да нема поделеност, мислиме и бараме од парламентот што побрзо да се состане и да ги донесе измените на законот за избори и законот за локална самоуправа, со што исто така ќе се распишат следните локални избори. Кога и како пратениците ќе се изјаснат за она што партиите начелно го договориле е прашање, зашто седница на собранието се уште не е закажана. Од друга страна, од Државниот инспекторат за локална самоуправа денес излегува со информација дека мандатот на градоначалниците трае до 31 декември, но само како технички мандат. Со оглед на изминатиот мандат на советите, градоначалниците извршуваат техничка функција, но во никој случај не смеат да прекинат со функционирањето на општината, а во случај да не ги извршуваат законските обврски, ќе бидат соочени со законски санкции, укажува инспекторатот.